После се ова што изгледавме, отприлика нешто таки кажа Катерина или Наташа дека Елеуса се интегрираше во секоја пора од општеството. Јас би рекол, постигнавме никој да не остане надвор од Елеуса. Никој да не учествува во фондацијата со сите дарови со кои што Бог го обдарил. Но и никој не остана надвор од оние кои што се гладни, од оние кои што се жедни. И ако јас за нешто чувствувам радост и спијам мирно како епископ и како човек на црквата, е тоа дека во нашето обкружување нема гладен човек. Секако дека значајни и големи дела направи Елеуса, но сметам дека тоа е најзначајното. Не верувам дека некој од нас бил некогаш гладен или жеден во вистинската смисла на зборот, затоа и не можеме да разбереме и да знаеме какво страдање е тоа. Не сакам да на некој начин еве ова убава атмосфера и која што е радосна пред се, исполнета со љубов, со ведрина, на некој начин да ја упропастам, но мора и да се вратиме во реалноста и да се подсетиме на вистинските причини заради кои што е формирана Елеуса, заради кои што постои Елеуса. Повеќе пати го слушнав зборот хуманост. Тој општо прифатен интернационален збор, кој што е прилично сиромашен, доколку го споредите со словенскиот збор, човечност, или македонскиот, ако сакате. Но велам словенскиот заради тоа што неговиот коренот на македонскиот збор човечност го има во старословенскиот збор за човек, человек. И гледате, постои еден клучен збор човечност, а тоа е вечност. Человек се состои од два збора, а тоа е чело и вечност. Етимолошкото значење на тоа што значи да се биде човек е значи да бидеш управен, да бидеш устремен со челото кон вечноста. А човечност, без да се стремиш кон вечноста, всушност, ако исклучиме вечноста од било што нам ни звучи, ни изгледа како големо на земјата, која му е смислата?